Распослан на падините на планината Бистра во срцето на Мејачкиот регион, Галичник чека уште едно лето за да се разбуди од самотијата. Ова село кое зрачи со својата уникатна архитектура, природните убавини, традицијата, може многу лесно да прерасне во вистински туристички центар, но сега живее само во текот на летните месеци. Основна работа е пат, зимно време патот не работи и тоа 6 месеци не проводен пат. Павле Лукановски веќе 18 години е повратник во Галичник. Заработува по некој денар во кафеаната со која стопанисува во селото. Вели дека условите за живење овде се лоши, но посилна е желбата да се биде во родниот крај. Вистински туристички бум тука се случува само за време на галичката свадба во јули. Тешкото и годинава ќе се игра на Галичник. На Петровден ќе се чуе екот на зурлите и тапаните. Галичката свадба традиционално ќе го наполни селото со посетители. Треба многу за да заживее селото преку целата година. Не е доволно 2 и 3 дена да кажеме дека Галичник живее убаво. Туристи доаѓа, нажалост што не можеме и угости. Галичник е кога Галичник распадне. Единствениот хотел во Галичник не работи. Катанци има на црквата и на музеот. Нема сигнализација која треба да покаже како да се стаса до убавите околни локации. Можностите за развој на различни видови спортови овде не се доволно искористени. Мештаните велат, требаат пари. Не може да се развие овде конјичкиот спорт? Да, би требало, може да се развие. Има услови, има терени за низ Бистра и селата Мијачки, сите се посетува. Би требало да се развие, само треба финансии и волја. Ова се складиштата каде се произведува познатиот галички кашкавал. Порано се произведувале и по 20 тони во сезона, сега едва 1 тон. Ще имаме тука околу 300, 400, 500 илјади овци, планињата си стојат, стока нема. Македонија деловиве беше преокупирана со избори, но никој од партиите не ги посети овие луѓе. Политиката овде е малку присутна. Последните плакати на патот кон Галичник се на 15 километри. Политиката не допира од причини што тука доаѓаме да наполниме батерии, се релаксираме и... Од тројцата жители на Галичник во неделата гласаа 75%, двајца од нив. Третата, баба Даца, никогаш не излегла од селото. Најблиското избирачко место е во Ростуше, 10 километри подалеку.